Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Во општество најчесто зборуваме за сегашноста и за историјата, а се ми се чини најмалку за иднината. Вечер во Заспи ако можеш сакаме да зборуваме за иднината, за она што неминовно доаѓа, сакале ние или не, за технолошкиот развој кој што ќе ја преобликува планетата, односно веќе ја преобликува. Меѓутоа, брзината за која што тоа се прави е фасцинантна како никогаш досега и она што доаѓа во следните 10, 20, 30, 50 години, веројатно ќе го направи светот непрепознатлив буквално, односно ние од овој аспект сега нема да можеме да го препознаеме, до таа мера ќе биде различен. Ке зборуваме за вештачка интелигенција, за синтетичка биологија, за дата центри, за се она што практично ќе го обликува, како што реков, светот во кој што живееме. Тука со мене во студиото е универзитетскиот професор Орце Симов. Добро вечер, професоре. Добро вечер и благодарам на поканата. Да. Веднаш да кажам, вие сте еден од, а малкумина тоа го знаат, всушност не еден од, туку пионер на полето на вештачката интелигенција во Македонија. Интересно да се каже дека негде на почетокот на 90-тите години, кога таа тема воопшто и не била тема, зборуваме за јавноста, за граѓанството, за општеството, вие сте создале еден вид на вештачка интелигенција, нешто што само по себе е револуционерно, иако велам, веројатно времето во кое сте го правеле тоа, се уште не биле луѓето подготвени да го примат. Дали е точно? Да, во тој период на почетокот на 90-тите години јас студирав на електротехничкиот факултет на насоката компјутерска техника, информатика и автоматика и таму се запознавме по предметите вештачка интелигенција од професорот Стево Божиновски и потоа инспириран од тие предавања и од можностите што ги нуди, што може да ги даде вештачката интелигенција, ја тогаш го имплементирав backpropagation алгоритмот и направив повеќе невронски мрежи кои што можеа да учат разни работи. Една од мрежите можеше да учи и македонски јазик, можеше со неа да се зборува на македонски јазик, да се пишува и таа можеше на барање да истртува некои фигури на екранот, да извршува некакви активности што ги прави, што ги бара човекот. Потоа имав направено неколку експертски системи кои што исто така еден правец во вештачката интелигенција. И во тоа време тоа беше направено од нула, не се користеа библиотеки, како да речеме во денешно време има голем број на библиотеки како што се TensorFlow, PyTorch и многу други, во кои што веќе се имплементирани многу голем број на алгоритми и ние само треба да ги користиме, да ги подесуваме, да видиме што е тоа што е најпогодно и на кој начин да го користиме, да ги припремиме податоците за учење на мрежата. Така, но ние зборуваме за 90-тите години. Тоа е, да, 90-тите години тие кога компјутер како поим се уште беше нов во Македонија. Да, во тоа време прилично почнуваа да навлегуваа компјутерите, тоа беше прилично нова област. Јас на некој начин за среќа имав работа и во тој период да работам и со биоинформатика, односно нешто што од денешно време се нарекува и синтетичка биологија, друг термин. Јас си магистрирав и докторирав на теми од компјутерски науки, генетски инженеринг, кај што работев симулации, магистерската беше симулација на синтеза на протеиника и прокариотски клетки, докторатот беше генетски регулаторни мрежи, математички модели, нивни компјутерски симулации и така натаму. Сложено, професор. Некако, да, во тој период пред 25 па и повеќе години на некој начин имав среќа да работам со овие технологии што вие ги спомнавте сега, кои што на вистина имаат толку голем потенцијал да го променат, да го трансформираат светот и економијата и тоа што го познаваме и како начин на работа и како начин на живот. Така е. Тоа што било, реков ќе зборуваме за еднината вештачката интелигенција веќе е навлезена во сите пори на општествениот живот, но за најголем дел од јавноста ми чини дека самата дефиниција вештачка интелигенција се уште не е јасна. Тоа е термин кој што е употребен средината на 50-тите години од минатиот век, 1956 година, еден IT научник од областа на информационите технологии Џон Мекарти за прв пат го употребува тој термин вештачка интелигенција. Инаку
За тоа можеме да кажеме многу дефиниции, може по-генерални, општи дефиниции, технички дефиниции и така натаму. Не технички, нас не интересира општата, онаа која што е сватлива, со едноставни зборови. Вештачка интелигенција е нешто што може да работи когнитивни работи кои што способност да имитира човечки когнитивни способности. Значи мисловниот процес на луѓето. Мисловниот процес на луѓето. Значи може да работи интелектуални когнитивни работи што досега можеше да ги работи само човекот и работи кои што на некој начин човекот го одвојува од останатиот животински свет. Инаку да речеме, можеме генерална тема, што е тоа вештачка интелигенција, на некој да му објаснуваме што не користел. Па тоа може да замисли тоа или ние да му кажеме да замислиме дека поседуваме тим од огромен број на експерти од сите области кои што бесплатно работат за нас. Значи преку компјутерски екран го користиме тоа или преку екран на мобилен телефон. Се уклучуваме на одредена страница на која што е достапна таа вештачка интелигенција, можеме да поставиме било какви прашања, вештачката интелигенција да ни припреми говори, бизнис планови, разни анализи, истражувања од области што не интересираат и тоа да го направи со прилично добар и висок квалитет. И со фантастична брзина. Да, и со фантастична брзина, значи тоа ги изголемува нашите, ги амплифицира нашите способности, како транзисторот што е измислен 1948 година и тој може да засилува одредени електронски сигнали, па врз база на него потоа се направени и чиповите, така да и вештачката интелигенција на некој начин ги изголемува нашите способности, ги амплифицира. Тоа нашите го зголемува нашиот потенцијал, како да речеме еден автомобил што го зголемува нашиот потенцијал ние да се движиме многу побрзо или авионот што го зголемува нашиот потенцијал за движење, така и вештачката интелигенција го зголемува потенцијалот на тој што ја користи. Доколку се разбира правилно ја користи таа вештачка интелигенција. Ќе дојдеме до тоа. Рековте негде во 50-тите години е смислен терминот. Развојот на вештачката интелигенција оди релативно споро во 50-тите, 60-тите, 70-тите, 80-тите и некаде тука доаѓа до оној револуционерен момент кога се забрзува незиниот развој. Просто е несватливо, вака за еден просечен човечки ум како мојот, дека луѓето успеале да создадат реплика на самите себе во когнитивна смисла, реплика која што нема душа, нема тело, туку е составена од силиконски чипови, која што функционира и подобро и побрзо од самите нас. Овој процес морало да потрае. Подолго време се разбира развојот, меѓутоа, ајде кажете неколку збори околу самата... Таа вештачка интелигенција се базира на невронски мрежи. Тие невронски мрежи се налик на човечкиот мозок, ама многу поедноставно тоа. Во човечкиот мозок има нервни клетки кои што меѓу себе се поврзани со голем број на врски. Може една нервна клетка да е поврзана со 10.000 или повеќе други нервни клетки. Имаме можеби околу 100 милиарди такви нервни клетки и врз база на таа слика како што изгледа човечкиот мозок се направени и невронските мрежи. Тие се состојат од јазли и тие јазли меѓусебно се поврзани со некакви врски и тие врски имаат некои тежински фактори. А во јазлите има функции дали понатаму ќе го пренесуваат сигналот и како ќе го пренесуваат тој сигнал. И едноставно кажано, има да речеме некое влезно ниво од неврони, на нив се дава некаков влез, тоа што сакаме да го дадеме како прашање во таа невронска мрежа, има среден слој на неврони кои што се поврзани со тие тежински фактори, на крајот има излез. И невронската мрежа нешто пресметува. Ние податоците ги претвараме во броеви, во единици, слики, звуци, видеа и така натаму, се до тоа се претвара во броеви. Тие броеви се влез на влезните неврони од невронската мрежа, таа нешто пресметува и на крајот дава некаков излез, некаков резултат. Значи, самата невронска мрежа е на некој начин слика на тоа како изгледа човечкиот мозок, но во поупростена варијанта сега за сега. И изминатите децении имаше подеми и падови во развојот на вештачката интелигенција. За тие невронски мрежи да учат е потребно многу пресметување, многу процесирање. Компјутерите во минатите децении не беа толку брзи.
и да се обучи, нема толку голема меморија, не беа толку брзи. Потоа немаше интернет. Немаше толку достапни податоци кои што можеа да се користат во учење на тие невронски мрежи. Интернетот е создаден 60-тите години, V4 протоколот е 69-та година, меѓутоа интернетот како мрежа на мрежи стана популарен после 1989 година по HTTP протоколот. Тој HTTP протокол е откриен од Тим Бернес-Ли во ЦЕРН во Швајцарија и тој го овозможува World Wide Web сервисот. Тоа е интернетот со кој што ние можеме да отвараме веб страни. www. Да, www. Откако тоа се овозможи, многу креатори на информации почнаа да прават веб страни, да се креираат разни документи, електронски пишани, аудио, видео и така натаму. И сега во светот има огромна количина на дигитални информации, која што комбинирана со тоа што меморијата на компјутерите многу се зголеми изминатите децени, процесорската сила многу се зголеми, па и развојот на невронските мрежи, науката за вештачка интелигенција многу се прошири, овозможи веќе ние во одредени сфери да имаме и невронски мрежи кои што го надменуваат човекот во тие сфери во кои што работат. Она што мене ме фасцинира, какви се тие луѓе кои што ја започнаа оваа револуција? Какви се тие мозоци? Ме разбирате што ве прашувам? За да создадете вештачки мозок, вие самиот мора да сте чудо од мозок. Да, така е. Тоа се доста паметни луѓе кои што, да речеме, тој back propagation алгоритам кој што функционира така што пресметува некаков излез во таа мрежа. Например, ние можеме да замислиме дека сакаме да направиме невронска мрежа што ни го дава квадратот на секој број. Ако дадеме 5, ќе даде 25, ако дадеме 6, ќе даде 36. Некоја е прилично едноставна невронска мрежа. И сега таа се состои од некои неврони, ние они нешто пресметуваат, навлез даваме да речеме 5, таа ќе ни даде 13. И грешката е 12. Бидејќи се пресметува дека грешката е толку и сега back propagation, значи се враќаме назад. Грешката е 12, треба да ги поправаме тие врски што постојат меѓу невроните, нивните тежински фактори. И тоа е учење на невронската мрежа, да се репресмета колку треба да бидат. Тоа е клучен момент кога се дава на вештачката интелигенција можност да се поправа, така? Тоа. Да, тоа е учењето на невронската мрежа. Прво, за да невронската мрежа дава некаков резултат, нели велиме дека таа треба да учи. Што е учењето? Учењето, ние имаме едно тренинг множество. Тоа тренинг множество се состои од влезови за кои се познати излезите. Например, да речеме, ако сакаме невронската мрежа да препознава некои автомобили. И ние даваме голем број на слики на кои што има автомобили и викаме тоа автомобил. На тие што нема автомобили викаме тоа не е автомобил. И таа ни дава, кој ќе даеме слика со автомобил, ќе ни даде дека не е, па ние викаме дека е автомобил тој. Таа враќа назад, ги поправа своите невронски мрежи, своите тежински фактори помеѓу невроните и нивните функции за да направи точен резултат. Или во едноставниот пример што го кажавме со квадратот на броевите, даваме тренинг множество. Ги даваме броевите од 1 до 10 и нивните квадрати. И викаме за 1 е 1, за 2 е 4, за 3 е 9. И таа дава некои други резултати првично. Меѓутоа, се повеќе и повеќе, со секоја итерација, кога го поминува тренинг множеството, со секоја итерација ги подобрува резултатите. И плюс ги памти. И плюс ги памти. Да речеме за 5 ќе даде дека квадратот е 13, па потоа ќе каже дека е 17, па 19, па 22, па 24 заприка 5 и полека ќе се приближува кон 25. И колку повеќе итерации прави, толку поблизок ќе биде резултатот до вистинскиот резултат, но тоа бара и повеќе пресметки. Затоа за обучување на тие невронски мрежи е потребна голема процесорска сила. И сега се користат GPU, Graphical Processing Unit, графички процесори. Најпозната компанија во светот што произведува графички процесори е NVIDIA. Така, која што е полна со пари сега. Таа сега е полна со пари, незината маркет капитализација е над 4.000 милиарди долари и таа ја произведува основната инфраструктура што овозможува вештачките невронски мрежи низ светот да учат. Така. Добро, и сега во овој момент сме на одреден степен на развој на вештачката интелигенција, меѓутоа тој е дури и претпоставам и за човек како вас, кој што е исклучително
информиран во оваа област, тешко да се следи ден по ден. Бидејќи промените се случуваат буквално на, да не речам, на часовна база. Промените се случуваат многу брзо и тие најверојатно во иднина може и да се забрзаат, затоа што вештачката интелигенција ќе може рекурзивно самата себе да се надградува. Вау. И самата себе да се поправа без за тоа да имаат влијание луѓето. И кога ќе дојдеме до ситуација да вештачката интелигенција прилично добро и се надградува самата себе, а таа може да работи 365 дена, 24 часа во годината. Не и треба одмор, не и треба одмор. Брзината на промените и незината надградба може да бидат уште поголеми и можно е и тогаш ќе се движиме кон една точка што се вика сингуларитет или суперинтелигенција. Кога Сингуларитет се вика, добро? Сингуларитет или суперинтелигенција, кога вештачката интелигенција во многу сфери ќе го надмине човекот. Таа носи голем потенцијал, Несомнено, да. може да го подобри многу животот на луѓето, како што многу технологии во епохата на човештвото значително го подобрија животот на луѓето, меѓутоа може да носи големи опасности. Сега Ќе дојдеме и до нив. Знаете како, овој развој практично нема граници. Ако јас го разбирам тоа. Вие го велите моментот на сингуларитет, кога таа практично ќе стане на која луѓето ќе станат непотребни на вештачката интелигенција во смисол за незиното дејство, така ако добро разбирам. Таа ќе може да функционира сама. И сега нормално на човек веднаш му се поставува прашањето од Терминатор, дали е возможно вештачката интелигенција во еден момент самата себе да си рече, ќе стане свесна сама за себе и ќе рече, па добро, зашто мене да ме контролираат луѓе, ќе се контролирам сама себе и тогаш како во филмот ќе ги запали оние копчиња и ќе почнеме да се убиваме меѓу себе без да можеме да контролираме. Се разбира, ова е фантазија, меѓутоа тешко, да, таа фантазија и остварливо, меѓутоа многу тешко е тоа сега да се предвиди за тоа што промените се толку големи, може да бидат толку драматични да не може да се предвидува у наредните 2-3 години како ќе биде, а не после децении или стотици години. Меѓутоа сега во овие моменти еден од поголемите проблеми да вештачката интелигенција не може да го замени човекот е репликацијата. Вештачката интелигенција, односно машините, не можат да се реплицираат. Например, самите себе не можат да се реплицираат. Затоа им требаат фабрики кои што ги прават луѓето, па таму треба електрична енергија што не може да се најде. Тука на Матрикс ми текнува, добро. Да. Тука на Матрикс ми текнува еден друг филм. И сега во универзумот, во светот, на планетата Земја кај што се наоѓаме ние, постојат такви услови да биолошките системи функционираат. Например, ние како луѓе, како човечки суштества, како биолошки системи, ние на некој начин сме изградени околу атомот јаглерод. Така е. Околу јаглеродот, а машините се изградени, тоа е реден број 6 во периодниот систем на елементи, а машините се изградени околу силициумот или силикон на англиски, значи реден број 14. Меѓутоа, ние сме изградени од огромен број на клетки кои што се некои флексибилни производни системи кои што можат сами да функционираат, можат да се реплицираат, да ги копираат информациите, доколку се повредиме, тоа настанува заздравување на таа повреда, можеме да функционираме и без поголем дел од нашето тело и така натаму. Во принцип така, тоа да. машините сега не го можат. Машината не може да се реплицира, ако од машината, од компјутерот, ако скршиме некој дел, тој нема да функционира. И не може сам да се репарира, се разбира. Има во тој дел, значи и биолошките системи имаат ефикасност и најверојатно во иднина тоа е многу тешко да се предвидува, меѓутоа ќе има некаква интеграција помеѓу биолошкиот свет, помеѓу луѓето и машините и добро ќе биде да се користат позитивните особини и од машините и тоа да го на некој начин да го подобри животот на луѓето и сметам дека ќе одиме во таа насока. Значи, ако сме добронамерни. Ова ако сме добронамерни, меѓутоа секогаш има и недобронамерни, но пред да влеземе во недобронамерните, морам да ве прашам. Во еден разговор ми рековте приватно, бидејќи сме пријатели, нема што тука да разговараме и приватно, рековте дека само небото е граница за вештачката интелигенција и дека ќе биде толку многу вештачката интелигенција навлезена што практично ќе ги замени луѓето
во можеби 90% ако не и повеќе од нивните работни места, од нивните потреби и така натаму. И тука јас ве прашав, па еве сега ја прашувам повторно, доколку навистина вештачката интелигенција успее да го покрие целиот тој простор за физичка работа и за било каква работа, што ќе прават луѓето тогаш? Можеби во таа сега на краткорочни стази гледано во краткорочен временски период, можеби тоа е некоја во наводници опасност што може да ја донесе вештачката интелигенција врз луѓето и врз човештвото, ама тоа е во повеќе во социолошка смисла, во филозофска смисла и во смисла на тоа што би работеле луѓето, бидејќи ние досега викаме дека работата го прави човек. Така е. Сега човекот ако нема работа, Ако треба да седи него, на компјутер само и да стиска копчиња, ако за него создава се машината, а ќе имаме ние вештачката интелигенција сега во најголем дел функционира во доменот на сајбер просторот. Имаме ни поставуваме прашања, таа ни генерира некакви електронски документи и така натаму. Делот на интеграција со реалниот свет, иако е и таму има доста голем напредок во смисла на автономни роботи и роботи што можат да извршуваат разни физички величини, разни физички работи во реалниот свет. Кога и тоа ќе се направи, тогаш во голем дел машините, автономните роботи, вештачката интелигенција ќе создадат огромна количина на производи, ќе може да даваат огромна количина на услуги и едноставно ќе се создаде изобилство во светот и човекот, доколку е добронамерен, доколку ја ограничува и ја дефинира таа вештачка интелигенција да ги користи незините само потенцијални страни, ќе има се што му треба во изобилство и тој ќе се намалува работното време што ќе треба да работи. Еве да го простиме ова. Во ова студио сега, ако се создадат услови, мојот снимател воопшто нема да биде потребен, бидејќи камерата сама ќе ја контролира вештачка интелигенција, луѓето во режија, поздрав до нив, нема да бидат потребни затоа што сама ќе се регулира и звук и тонецот нема да биде потребен, веројатно и јас нема да бидам потребен, некаков квалитетен облик на суштество, како да го наречам, ќе стои место мене и ќе поставува совршени прашања. Вие ќе разговарате со сајбер некаков продукт кој што ќе ви поставува гениални прашања за разлика од мене што поставам едноставни и тогаш што ќе правиме ние? Знаете така, луѓето си поставуваат прашања и ова ми се чини многу важно прашање. Што ќе прават луѓето? Само ќе седат, ќе јадат, ќе пијат. Тоа е во принцип лошо. Тоа што го спомнувате веќе во Холивуд и го има. Има компании кои што користат вештачка интелигенција, кои што можат да снимаат цели филмови без вистински глумци. Така е. Сега глумците во Холивуд знаеме дека се многу платени, нивните улоги чинат во еден филм по неколку десетици милиони долари. Или Леонардо Ди Каприо нема да биде потребен во индустријата. И сега веќе имаме компании кои што снимаат цели филмови без глумци. И имаше штрајк на глумците во Холивуд и така натаму. Има веќе во тој правец има некаков. Но што е со фабриките, професоре? Што е со таму каде што има потреба најмногу од работна сила на луѓето? Имате фабрика за 20.000 луѓе, за 50.000 луѓе и доаѓаат машини и тоа го окупираат. Тоа и сега мануелната работа во голем дел производството на автомобили, на било какви други предмети го прават некакви роботи, ама ќе имаме автономни роботи кои што веќе сами ќе можат да се движат низ просторот. Ќе ги вршат домашните работи, ќе купуваат, ќе испорачуваат производи, ќе прават се што треба за нас. Тоа од работни места што останува. Што ќе остане за нас? Во голем дел ќе биде надзор и мониторинг и евентуално развој на вештачката интелигенција. Да, имате 8 милиарди луѓе професори на светот. Знам дека ова не е прашање за вас. Ние ќе можеме да се посветиме. Затоа велам во кратки стази вештачката интелигенција може проблем да направи, тоа дека ќе го замени човекот не може да го направи, затоа што вештачката интелигенција и треба електрична енергија која што ја произведува човекот, не може да ја најде слободно во природата. Ние како луѓе, како биолошки системи можеме да најдеме во природата храна, овошје, месо, зеленчук и така натаму. Роботот да тргне низ шумата, низ планината, она електрична енергија не може да најде. Му треба нешто што ќе го направи човек. Машините сами не можат да се репродуцираат. Ние можеме да се репродуцираме. ДНК молекулите, протеините, од тие молекули од кои што се изградени и сме ние изградени, можат да се репродуцираат и да се продолжува нашиот вид. Машината сама сега за сега не може да се репродуцира. Значи во тој аспект нема да има загрозување. Може би, ама тоа е прашање за филозофија, за психологија, за социологија, што би правеле луѓето ако имаат приходи, а нема работа. Во светот сега се повеќе се зборува за универзален висок приход, не за универзален приход.
Тоа мислам во Швајцарска се обидуваа да го примат. Во Швајцарија се Во Швајцарија имаше и референдум. На референдумот мислам дека се понуди секој возрастен човек да добива по околу 2500 франци месечно, меѓутоа они тоа го одбија на референдум. Но швајцарците одбиваат. Македонија нема да го одбие тоа, ама понудете ни толку пари. Ние, значи, ќе дојде тој момент кога ти имаме во изобилство се што треба. Јаболки, домати, храна, месо, предмети за домаќинството, се што е потребно, тоа ќе го создаваат некакви автономни роботи, системи за вештачка интелигенција и така натаму. Ние ќе треба можеби да се посветиме на креативна работа, на тоа што не интересира во животот, да се усовршуваме во тие пракси. Професоре, звучи одлично, иако јас мислам дека за голем дел од луѓето тоа ќе значи чист паразитизам. Односно, како е она лежи лебу да те јадам, ќе легнат луѓето, ќе чекаат робот да им носи храна во кревет, ќе се дебелат и така натаму. Меѓутоа со технологијата едноставно не можеме да се носиме, односно со незиниот развој. Развојот не можеме да го сопреме. Не може да го и не ни треба. И сега кој ќе се прилагоди? На крајот на криштата ние живееме во свет во кој што важат правилата на посилниот, така, на тој што ќе се прилагоди. Тој што најдобро ќе успее да му се прилагоди на новото време и молам убаво. Но заедно и самиот влеговте на некој начин во втората тема, синтетичката биологија, многу важна област за која што исто така малку се зборува кај нас. Повторно вие сте и тоа како информирана на оваа тема. Синтетичката биологија може да ни објасните во кратки црти. Јас колку што разбирам, тоа е практично способност да се создаваат вештачки органи, најпросто кажам. Тоа е синтетичката биологија е наједноставно можеме да ја дефинираме како технологија што овозможува да правиме реинженеринг на животот, па и да создаваме нови организми. Вау. Значи, ние имаме како човештво направено доста напредок во тој поглед и ние има тука многу повеќе неоткриени работи, меѓутоа имаме и добри сознанија како функционира и што функционира на клеточно ниво. Како се запишани информациите во ДНК молекулите, како тие се копираат во месенџер РНК молекули, како се од тие информациони РНК молекули, како се градат протеини кои што се пак работни молекули, односно роботи во клетката. Можеме да замислиме дека протеинот е робот во клетката што извршува разни работи. Кога велиме робот во клетката, затоа што сега влегува, не мислиме на вештачки робот, не мислиме на вештачки робот. Природа, значи, во нашите ние сме изградени од клетки. Во сите тие клетки има микророботи кои што се викаат протеини и тие можат да извршуваат разни работи. На тоа ниво има многу микромашини што навистина прават фасцинантни работи. Читаат информации, копираат информации, градат роботи врз база на тие информации. Да речеме што е еден ген. Еден ген е запис како да се направи протеин, односно како да се направи робот. И кога на клетката ќе треба да си направи некаков робот за да заврши некаква функција, таа иницира експресија на тој ген, препишување на податоците од генот во информациона РНК и потоа читање на тие податоци и градење на протеин. Протеинот се состои од 20 аминокиселини, тие можеме да ги замислиме како букви и протеинот е значи ланец од такви аминокиселини. А како да се направи тој ланец е запишано во ДНК молекулите, па оттаму се копира во месенџер РНК и се гради тој протеин. Да речеме инсулинот е протеин, многу хормоните се протеини, сето тоа што некој, да речеме, ако има некаков проблем, тоа е затоа што не се произведува во неговото тело некаков робот, односно некаков протеин, па треба да зема некакви вештачки лекови и така натаму. Имаме доста напредок остварено во тој дел. До сега во најголем дел беше да ги читаме податоците, односно да го секвенционираме геномот. Можевме да ги читаме податоците од ДНК молекулите, да знаеме за секоја функција од човечкото тело, каде се наоѓа тој ген, каква треба да биде структурата. Иако ги има бескрајно многу, тоа е многу спор процес. Има многу. Податоците се запишани со 4 бази, аденин, тимин, гванин и цитозин. И со триплети, со 3 комбинации од тие бази се дефинира која аминокиселина треба да се додаде на тој полипептиден ланец. Значи, таму има, да речеме, тоа бидејќи се 3, со 3, а има 4 бази, 4 на трета е можниот број на комбинација, односно 64, а имаме 20 бази. Значи, некои се повторуваат и има 3 кода за стоп. Значи, на клеточно ниво се добива и стоп сигнал дека треба да се престане, дека протеинот е веќе произведен. Ние
во човечкото тело, па и во животните, во тој дел има навистина фасцинантни работи како се до тоа функционира. Апсолутно, и овдека човек неминовно влегува во оној филозофски момент, дали ова е Божја работа, бидејќи навистина е сомнително дека првата по случајен избор би можела сето ова да го направи. Да, сето тоа по случајен е стварно толку мала навистина е фасцинантно како но тешко. Да ги оставиме атеистите да веруваат така како што мислат не е спорно, агностиците кои што си бараат потврда исто така, меѓутоа развојот во овој дел, во синтетичката биологија, што значи во превод? Сега развојот значи дека ние досега во најголем дел можевме само да читаме податоци од тие клеточни мемории. И тие машини што создаваат некакви протеини што за нас вршат некои работи. А сега можеме и да запишуваме. Можеме да едитираме, можеме да менуваме нешто. Внатре, директно во системот. Внатре, директно во системот. Да рече, тоа е дури првите зачетоци во тоа се Генен Теч, една компанија од мислам дека таа е во собственост на Рош, уште 1977 година, таа компанија има земено ген од човекот за создавање на сомастатин. Тоа е ензимот за раст. И тој ген од човекот го зема од човечкиот геном и го вградува во бактерија на Ешерихија коли. И Ешерихија коли си го чита тој запис таму и создава сомастатин. Го создава хормонот за раст. И на тој начин ние можеме на едноставен начин да в бактерии да имаме колонија од бактерии што продуцира некаков хормон што е потребен за луѓе, за лекување и така натаму. Значи, тоа значи во наједноставно, најсимплифицирано кажано, ако вие можете да ги сецирате тие информации внатре, да ги менувате како што сакате, па тоа значи дека вие практично можеби во релативно блиска иднина ќе можете однапред во геномот на новото дете да ставите како да ги избегне вродените, односно наследните болести, како да избегне потенцијални проблеми што ќе се јавуваат во текот на животот, дали ќе може да се одреди, не знам, какви очи да има детето по ваша желба, каква коса, колку да расте. Има сега технологија, има, се викаат и популарно ДНК ножици. Значи тоа значи може да сечете некои сегменти, да ги ставате на друго место, тука да додавате нешто како copy-paste што имаме во Word или во Excel. Да, ова е на компјутер, ова е во човечкото тело, во нашиот. И сега во тоа што го спомнавте тие работи, дали однапред може, ние можеме со секвенционирање на геномот на одредено лице да ги прочитаме сите информации. Таа цена во изминатите 30 пред 30 години чинеше да се секвенционира геномот и со милиарди долари се мереше, меѓутоа сега бидејќи технологијата многу се прошири, имаме нови откритија и така натаму, тоа е паднато на цена од неколку илјади долари. Значи ние можеме да ги прочитаме за одреден човек сите информации и да заклучиме дали тој ќе биде склон кон Паркинсонова болест, кон Алцхаймер. Многу важни прашања, апсолутно. Да речеме да развие кардиоваскуларни заболувања и така натаму, и превентивно да делуваме кон тоа да што подоцна се случи тоа, односно да го одложиме или па и никој пат да не се случи. Значи синтетичката биологија и двете технологии, вештачката интелигенција и синтетичката биологија ќе создадат многу од ресурсот кој што човекот најмалку го има. Тоа е ресурсот време. Ресурсот време може би најмалку го цениме, меѓутоа тоа е ресурс кој што не можеме да го добиеме. Тоа е одреден тој ресурс, колкава ќе биде количината на тој ресурс. Абсолютно. И сега ние ако го трошиме тој ресурс во некакви работи, значи трошиме од тоа што ни е дадено количински како тој ресурс. Ако имаме некој што може да го направи тоа што ние го правиме за тоа време, значи го добиваме времето без пари, така е. Добиваме време. Ако можеме да ја зголемиме должината на нашиот живот или да надминеме некои здравствени состојби, на тој начин пак добиваме време. Значи двете технологии суштински гледано придонесуваат на ресурсот време кај луѓето. Бидејќи го спомнувате, вака една смела проценка од ваша страна. Бидејќи исто така ми имате речено приватно дека доколку продолжи овој развој на ваков начин со оваква брзина, луѓето би можеле да постигнат временски интервали на живот незамисливи до сега. Па има во тој дел истражувања,
откриени се одредени, има теломери што се на хромозомите кај луѓето, кај што се складирани пак ДНК молекулите, кои што при секое копирање, при секое делење на клетката, тие теломери се намалуваат и како се намалуваат, така се скратува животот, време, тоа е како некои биолошки часовник. Така. Сега, доколку се употребат некои техники да не се крати, тогаш би можел да се стопира тој биолошки часовник, ама тоа може да биде и опасно, затоа што може да произведе некои клетки кои што неограничено ќе живеат и ќе се делат и на тој начин ќе го загрзат целиот организам, како што се, например, клетките на ракот. Така да, се уште има многу простор за работа. Да, има многу простор за работа. Но во принцип може да се очекува, ако е сега, не знам, па ајде да бидеме реални, пред 200 години просечниот животен век бил колку? 40 години. Сега е близу 80. Значи речи си двојно. Ако стане 120 или 150, тоа е... Ако земеме статистиките, видиме дека животот во последните децении, последните 100 години, како што спомнавме, ќе видиме дека животниот век е во континуиран пораст. Во Јапонија во моментот има неколку стотици илјади луѓе што имаат над 100 години. Така е, да. Веќе пензиските фондови гледаме дека се соочуваат со финансиска ликвидност, затоа што ама нови многу живеат. Гледаме дека има интенции да се зголемува и кај нас границата за пензионирање и така натаму, и тоа е добра работа. Значи технологијата во суштина до сега го подобрила животот на човекот. Но едноставно прашање, теоретски само ова. Ако луѓето постигнат нормален животен век од, напак зборувам, 150 години, некој ќе рече, па што ќе ми се 150 години, кога веќе на 70 сте доволно стари, доволно возрастни, еве, да не можете не знам какви функции да обавувате. Дали тоа ќе значи дека вие на свој 100 години ќе бидете во физичка и ментална кондиција да може да функционирате како сега на 40? Развојот во делот на синтетичка биологија, биоинформатика, генетски инженеринг нема само да го зголеми животниот век, туку и ќе го подобри животниот век. Тој зголеми животен век ќе биде на такво ниво да човекот е задоволен да живее, нема да биде на ниво. Еве го гледам мојот снимател, сега се извинувам што ја приватизирам работата, тој сака на 100 години да игра баскет во мало, например, дали ќе може да го направи тоа? А доколку се остварат оние потенцијали. Се шегувам, се разбира. Ќе провериме како ќе биде понатаму ако доживееме да го видиме сето ова. Меѓутоа сега е многу важно прашање опасностите од цела оваа приказна, затоа што повторно да не се враќам сега на филмовите, меѓутоа човечкиот ум за жал често пати е склон кон приграбување, кон себичност, што ако овие, а реално е можно, овие исклучителни како се вика технологии паднат во раце на луѓе, на корпорации еве цели, на држави кои што не мислат добро и можат со нив да направат едноставно што сакаат. Тие двете технологии, а особено и кога ќе се обединат една со друга, потенцијалот уште повеќе ќе им се зголеми. Да, ова не го спомнавме, дека може да се обединат вештачка интелигенција и синтетичката биологија. Вештачката интелигенција со синтетичката биологија, ако се обединат, ќе стане нивниот потенцијал уште поголем. И сега во овие моменти тие имаат голем потенцијал, и голем позитивен потенцијал, и голем негативен потенцијал. Затоа е важно тие нивната употреба да биде ограничена. Да се користи во најголем дел, да само позитивните придобивки што ги има од тие технологии се користат, а да не се употребуваат негативните придобивки. Но како, професоре? Сега за сега вештачката интелигенција во моментот не може да го загрози човекот во смисла на негово живење и негово постоење. Во тој дел и во ова на кратки стази гледано, тоа поголем потенцијал, за тоа има синтетичката биологија. Затоа што ние имаме веќе постојат принтери во светот, така наречени ДНК принтери, со кои што вие може да печатите секвенци на ДНК молекули. Вие може да речеме да отпечатите ебола, антракс, да се отпечати некои такви работи, и ќе добиете такви молекули. Сега тука постои многу друга технологија, самата таа молекула она не е функционална сама по себе. Меѓутоа, во лабораториски услови може да се импутира тоа, да се внесе во некакви клетки, па или вируси, па да се во некакви организми и на тој начин да се создаваат вируси. Тоа
потенцијално носи опасност Она што да короната- со технологии кои што не се многу со висока цена. Сега тие ДНК принтери се во ранг на цена од неколку десетици илјади долари, некој да има можност да го прави тој, да загрози, да создаде некакви патогени смртоносни за кои што нема лекови. Како ќе го спречиме тоа? Има ли идеја воопшто, професоре, затоа што имате мед scientist класично, човек кој што едноставно има пари, има одредени склоности во својата глава. Се работи на таа тема и се размислува. Тука е едно од клучните прашања и основа на тоа за да не биде загрозено човештвото, да ги искористиме само потенцијални позитивните бенефити, да ги избегнеме негативните бенефити, се размислува за тоа ограничување, односно за тој контейнмент. Еве кај тие ДНК принтери што ги спомнавме, тие се веќе се прават така што кога некој ќе зададе ДНК секвенц, ако таа ДНК секвенца е на познат опасен патоген, значи тој ДНК принтер е цело време поврзан на интернет со некаков централен систем и тој го праќа што бара од него корисникот. Доколку се види дека тој бара нешто што е опасно, автоматски А кој го контролира тој центар? Тој центар го контролира тој што ги направил тие принтери. Значи не држава, значи не Обединети нации. Тоа е едно од клучните прашања на иднината. Како ние да ги искористиме позитивните бенефити, да спречиме злоупотреба. Например, ние еве сега гледаме дека се повеќе има автономни роботи. Тие автономни роботи можат да разнесуваат производи, да се користат како деливери, тоа веќе го има. Но ако некој ги програмира да поставуваат бомби лево и десно, ако ги програмира да поставуваат, тие може да војуваат. Се користат и такви автономни роботи што војуваат сега и во војната Русија, Украина и така натаму. Што ако има некој хуманоиден робот кој што погрешно е програмиран, кој што одреден момент ќе извади некој огнено оружје и ќе пука во трговски центар или на сред площад, така е? Значи тие се не се далечни опасности само што фантазијата. Тие се и реални опасности и затоа тоа е една од главните работи човештвото понатаму што треба да направи, како да обезбеди да ги нема тие негативни ефекти. Инаку вештачката интелигенција и сега има, да речеме, ама прави во делот на сајбер напади, може да прави многу успешни сајбер напади, може да прави измами. Што го гледаме? Има еден интересен пример, замислите колку е развиена таа вештачка интелигенција и креирање на аудио и видео. 2024 година еден вработен во интернационална фирма на тим од сајбер криминалци префрли 25 милиони долари. И тоа во реален разговор кој што го менува вештачка интелигенција. Се остварува видео повик со вработеното лице и од другата страна седат одредени криминалци кои што имаат и друга форма на глас и друг изглед. И вештачката интелигенција во реал тајм, во реално време го заменува нивниот глас и нивните лица со извршните директори на таа компанија. И тие даваат наредби. Тој прави видео повик со нив и се изборува реален разговор, не е нешто што е снимено. Разговараат вака обични теми, тие од таму одговараат, тој гледа дека се работи со луѓе. Меѓутоа на екранот ги гледа неговите извршни директори. И во даден момент тие му викаат префрли на таа сметка 25 милиони долари. И човекот ги префрлила тие 25. И измамата е откриена дури после една недела. Значи во тој дел веќе еве гледаме дека Неверојатно. Тоа значи дека овие технологии имаат таква можност за конструкција и таква можност за деконструкција, значи за позитивен и негативен импакт, што пред нас е навистина исклучително турбулентно време, би рекол. Да. Тоа е, тие технологии се засилувачи. Тие ќе засилуваат позитивното ќе го засилат 1000 пати, ама и негативното ќе го засилат 1000 пати. Сега ние треба да го ограничуваме да нема негативен влез во тие технологии. Како например при технологијата со нуклеарната технологија, како нуклеарната технологија, една од најштитените технологии од ширење е досега нуклеарната технологија. Човештвото се обидува да таа нуклеарна технологија ја држи во одредени рамки, во одредени граници, да не доаѓа до одредени групации во светот, па и во одредени земји, меѓутоа гледаме дека не баш најуспешно и не се направило. Некој со интересно име Ким Џон Кун, например, има нуклеарки и стално се заканува дека може негде да ги фрли. Да ги спомнеме дата центрите, многу се важни за вештачката интелигенција. Дата центрите се една од основните инфраструктури за дигиталната трансформација, за вештачката интелигенција и за економијата и технологијата на иднината. Ова е нешто се уште ново за нас, меѓутоа ајде да го објасниме во кратки црти. Тоа што биле патишта, железници и градење на енергетска мрежа пред 150 и 200 години
И тие три инфраструктурни проекти ја овозможувале развој на економијата и развој на општествата пред 150 години, сега таа клучна улога ја имаат оптичките мрежи, мобилните комуникации и дата центрите. Дата центрите се центри, тоа се објекти во кои што има огромен број на сервери, што имаат голем капацитет да складираат податоци, да процесираат податоци и да ги дистрибуираат тие податоци. Например, Facebook и Instagram како работат? Facebook и Instagram не работат на мобилниот телефон, тоа е само приказот од нешто што го има во дата центарот. Така, ево не е Фејсбукот тоа што ние го гледаме на мобилниот, тоа е само аутпутот од нешто што го имат. Сите тие постови што ние ги правиме, видеа, слики, тоа се огромни количини на податоци. Тоа некаде мора да постои, па да се води евиденција, да се складира, па да се води евиденција кој каков коментар напишал, колку лајкови ставил, назад во времето можеме да се враќаме. Значи, тоа е складирано во тие дата центри. И се што денес ние познаваме како интернет... Тоа се некој вид модерни подруми, ај така да ги наречеме. Складишта, тоа се модерни складишта, тоа се постројки врз кои што се базира интернетот. Затоа што интернетот е мрежа на мрежи, ама која дава одредени услуги. А за да ги даде тие услуги, мора да има такви серверски фарми кои што се сместени во тие дата центри, во која што огромен број на сервери складираат податоци, обработуваат податоци и ги дистрибуираат тие податоци до корисниците. Ако не постојат дата центрите, нема да постои Facebook. Замислите ги сите тие огромни количини на 2 милиарди корисници, они дневно колку слики, колку видеа, тоа треба некаде да се складира, па треба да се испорачува. Па потоа тоа треба да биде блиску до корисникот. Тие содржини треба да ги сервираат многу сервери, не може еден компјутер целиот свет да го обслужи. И сега, и затоа регионално се поставуваат тие дата центри. Корисниците во Европа имаат дата центри во Европа, тие во Америка, во Австралија, затоа што ако тоа не е така, латенцијата ќе биде готова. Сите видеа на YouTube се во дата центри, податоците што ги знае Google се во дата центри. Значи тоа е основна инфраструктура на која што се базира интернетот денес, а дата центрите ќе бидат и основна инфраструктура на која што ќе работи вештачката интелигенција. Ние сега во глобала можеме тие дата центри да ги поделиме на дата центри за вештачка интелигенција, кај што има графички процесорски единици кои што извршуваат огромен број на операции да учат вештачки мрежи, дата центри со сервери на кои што се складираат бази на податоци и апликации и дата центри за блокчейн технологии, односно за криптовалути. И сега највеќе електрична енергија трошат тие што се за вештачка интелигенција и за блокчейн. Останатите дата центри исто така се големи потрошувачи на електрична енергија, некако овие два типа. Без дата центри нема да функционира ништо од тоа што го има денес како интернет, ниту па вештачката интелигенција. Тоа е една шанса за Македонија. Тие дата центри, градење на дата центри, тоа е шанса за Македонија и за македонската економија доколку успееме да влезат тука. Затоа Зашто е потребно за тоа, најпросто кажано? Затоа е потребно политичка стабилност, затоа што дата центар за вештачка интелигенција може да вреди 1 милиарда евра. Никој нема да донесе негде во некоја земја да потроши 1 милиарда евра ако нема политичка стабилност, ако тоа не се прифаќа и така натаму. Потоа е потребно снабдување, стабилно снабдување со електрична енергија. Тие дата центри се делат од Tier 1 до Tier 4. Например, Tier 4 се најсофистицираните, таму во текот на годината може нефункционирањето да биде помалку од 26 минути. Значи, у цела година даунтайм не повеќе од 26 минути. За да тоа работи мора да има редундантно снабдување, врска со електрични мрежи, од повеќе места се снабдува. Мора да има повеќе оптички линкови што го поврзуваат со повеќе даватели на услуги, доколку еден оптички кабел не функционира, другиот да работи. Потоа мора да има системи за ладење, затоа што тие единици во тоа пресметување од гледна точка на машинско инженерство можеме да ги замислиме како трансформатори што ја трансформираат електричната енергија во топлина и се ослободува топлина при тоа. Таа топлина треба некаде да се одведе, да се намали топлината, затоа што серверите ќе се исклучат или ќе престанат да работат доколку има поголема топлина. Значи, потребен е човечки потенцијал од сферата на информационите технологии, но и од сферата на електриката и електротехничкото инженерство и од сферата на машинството, па и од градежништвото и така натаму. Тоа повлекува
многу професори и може да даде значителен развој на нашата економија. Само еден пример во тој дел би спомнал, доколку имаме време, да речеме во моментот Google во Германија ќе инвестира до 29 година 5,5 милиарди евро во градење на дата центри. Тие во моментот има 2 дата центри во Германија. 2022 нивните дата центри во бруто домашниот производ на Германија имаат додадено 1,2 милиарди евро. Тоа за Германија не е голема. Да, но замислете тоа во Македонија. Ние имаме 15 милиарди бруто домашен производ и сега да имаме 2 такви дата центри што ќе додаваат по 2 милиарди. Еве раст на бруто домашниот производ. Така е, да. Тоа е нешто што може да даде шанса на нас тука, ние да речеме да се трудиме околу тој дел, да постанеме центар, тука треба да се грижиме да имаме производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, да се имплементираат софистицирани системи за ладење кои што нема да ја нарушуваат околината, а постојат технологии за тоа и навистина треба да размислуваме во тој правец, затоа што тоа може да биде добра шанса за нас. Така е, апсолутна подршка. Сосема за крај, токму вие објавивте дека телекомуникацијската кула на Водно, она огромно здание што го гледа секој скопјанин секој ден, конечно е завршена, односно градежните активности се дефинитивно завршени. Кулата од 100 и колку метри? 155 метри ќе биде вкупната висина на кулата. 155 метри е завршена и сега се чека употребна дозвола, така ли се да рекувате? Да, остана уште таа постапка да се спроведе за добивање на употребна дозвола во Министерството за транспорт. Ние сме веќе во фаза на таа постапка и се надеваме дека за не многу долг временски период, можеби во текот на јуни тоа ќе го успееме да го направиме и потоа објектот ќе биде ставен на располагање на мобилните оператори во Македонија, на војската, на полицијата, на македонска радиодифузија и на сите што ќе сакаат да зрачат некаков сигнал. Така. Тој телекомуникацијски инфраструктурен објект ќе биде ставен на располагање. Затоа што, како што испомнавме до сега, тоа што пред 150 години биле патиштата, пристаништата, железниците и енергетиката, тоа се сега оптичките мрежи и телекомуникацијската инфраструктура. Така што тој објект е важен за било кој нов оператор во Македонија што би сакал да влезе на пазарот, ќе овозможи многу побрзо стартување на пазарот и покривање на околината околу Скопје, затоа што постои веќе објект на кој што може да само да ја постави опремата, а не да гради негови столбови. Градењето на нивни столбови значи урбанистичко планирање, па добивање дозволи, па градење, се што следува, поврзување на електрична енергија, а таму веќе се е готово. Тоа е одлично од бизнис аспект, така да речеме, меѓутоа граѓаните имаат сопствена придобивка, условно кажано, затоа што ќе можат во принцип додат горе. Таму е замислен некој ресторан? Да, тоа е еден навистина убав, атрактивен и футуристички објект со исклучително атрактивно, со исклучително атрактивен изглед кој што дава дополнителна убавина покрај крстот на Водно на Скопје и кога вие ќе имате повеќе знаменити објекти на едно место, тоа привлекува повеќе туристи. Да има уште нешто покрај крстот и кулата, уште неколку знаменити објекти да има, тоа ќе привлече повеќе објекти. Не може само еден објект да привлече туристите. Туристите ќе дојдат да видат еден објект, ќе видат дека има и нешто друго, па да видиме што е тоа, па се појавило нешто трето. Кога има повеќе такви атрактивни објекти, тоа е добро и во поглед на таа туристичка посета. Инаку на кулата има 4 платформи кои што имаат површина по околу 200 квадрати. Највисоката платформа е наменета за туристи и за угостителски услуги. Таму има 2 лифта што водат кон таа платформа. Тие можат да се качат на неа и таа платформа ротира, еден круг прави за 1 час. Значи за 1 час може да се сврти целата околина, има на неа простор да се постават 14 маси по 4 седишта, значи вкупно 56 гости би можело да прими. Тоа спектакуларно би било, да. Е многу убав погледот од таму да седите, да пиете кафе и да ја гледате околината на Скопје и сметам дека тоа ќе биде туристичка атракција. Јас на пример пред помалку од 1 месец бев во Тирана и во Тирана во центарот на Тирана во еден хотел бевме кај што на врвот на хотелот имаше таква вртлива платформа, направена уште во 2002 година, додека седевме, пиевме кафе, уживавме во околината на Тирана. Така.
Орце Симов, професоре, ви благодарам за ова, за мене спектакуларно гостување, затоа што да, најчесто зборуваме за работи кои што и за политика и за се останато кои што не ставаат во мисла главно за негативни работи. Ова што го зборувавме вечерва со вас е нешто сосема поинакво и покрај сите опасности што ги кажавме. Добро е да зборуваме на такви теми затоа што на некој начин ќе дадеме допринос во смисла дека ќе запознаеме некои луѓе што се случува, па ќе инициираме некои млади луѓе да почнат да проучат што има на интернет, па да се бават со тие технологии, со тие области. И ако еден човек сме успеале да го инициираме, да го насочиме во тие насоки, да тоа ќе биде успех за нас. Веќе е успех, а не еден сигурен. Се ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Да, почитувани гледачи, благодарам и на вас за вниманието со кое што не следевте. Велам ултра интересна емисија. Утре во 15 часот повторно може да проследите во репризното издание. Јас си закажам нова следба, особено и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.